Дуе на работна пропаст. Од 5 жили се труди на клиентелистички начин да ги задржи гласачите што ја останаа, но и тоа ќе биде тешко, оти рейтингот на интегративците вртоглаво опаѓа. Експертите се децидни дека членството на опозицијската партија сериозно се одлева кај владеачката коалиција Вреди, која ужива се поголема доверба кај електоратот на албанската заедница. Корупцијата во високите ешалони на ДУИ, поради која Артан Груби се најде на црната листа, но и сите скандали изминатава година си го направија своето. Партијата на Али Ахмети едва ќе го преживее периодот до локалните. За победа на изборите воопшто нека не се надева. Единствено што може да направи е да го ублажи поразот. Прво го прикажува Груби како чист како солза, сега силно се оградуваат од него. Сета тоа е обид да се спасат оние остатоци рейтинг што им остана на ДУИ. И сега многу е разбирливо тоа членство да премине кај Вреди, бејќи Вреди пред изборите, локалните избори има психолошка предност. ДУИ е пред работна пропаст, обидувајќи се со ситни теми да го ублажат поразот што им предстои на локалните избори. Проблемот не е само кај ДУИ, туку генерално во Европскиот фронт. Со пад на рейтингот се соочува и Алијанса за албанците на Зијадин Села. Сериозниот раскол во ова крило од партијата може да доведе до преминување на членството во крилото на Арбен Таравари. Тие уствари се пишманија што премина практично кај ДУИ и сега не знаат што да прават и пробуваат преку некои своји функционери скришно или задкулисно да им се додворуваат. Да, обичниот гласач на Села се разбира дека и мислам дека ќе им бидат отворени вратите, но на оние големите риби, да речеме, што преминаа кај Ахмети, дека мислам дека тешко ќе им биде повторно да ја стекнат довербата кај Таравари. ДУИ не може да се помири со поразот кој го доживеа на изборите оваа година, бидејќи замина во опозиција по повеќе од 2 децении. Тие постојано критикуваат дека албанскиот партнер во владата не бил легитимен представник на албанците. Се закануваа со дестабилизација и најавуваа протести, но ништо од тоа не се случи. Според експертите, причината е дека Европскиот фронт нема капацитет, бидејќи членството си бара друга опција.